Добра вечер, почитувани колеги. И ова трето видео упатство ќе го започнеме со истиот допис од Министерството за образование и наука и да напоменам дека ова трето видео ќе се однесува за архивирање, односно правење бекап на целата ваша електронска комуникација правена со помош на Microsoft Outlook. Па да почнеме со ред. Хајде првен каде се наоѓаме за да можеме да ги дискутираме. Еве вака, проверувам да сум логиран на профилот од Schools Account. Ако го отворим Office 365 порталот и потоа го отвориме Outlookот, видите целата ваша комуникација. И сега имате во предвид дека ова ќе биде попречена и ако сте ја користеле секаде за ваши работни цели, односно за цели поврзани со вашата работа како наставник, ќе бидете оневозможени да ја користите одредено време. А според дописот денес, не знам дали воопшто идната година, кога ќе се воспостави новата структура, новиот круг на ЛМС, дали ќе ги имам истите мейлови, односно ќе можеме да ги користиме истите содржини. За таа цел се обидов да најдам начин кој што е прилично едноставен, за тоа како да успеете да ги зачувате целата ваша комуникација што ја правите на Outlook. Забележувате дека се наоѓам на Outlook за веб и за жал таму не постои опција за автоматско зачувување на цела содржина. Постои опција сите атечменти, односно сите мейлови што сте ги добиле или испратиле, ова е само дел од мейловите што јас сум ги добил или испратил оваа година, кои што се наоѓаат, еве видите во делот Files, кои што можеме да ги подредувам и забележувате дека тие сите фајлови можам да ги селектирам, ама само толку. Не постои опција за тие да можам јас, еден по еден можам да ги доwnloadирам, но тоа е многу голема и макотрпна работа. Како тоа да го направиме одеднаш? За таа цел, за жал, уште еднаш ќе повторам, не можеме да го искористиме Outlook за веб, туку мора да поседувате Outlook десктоп верзија. Ако тоа го поседувате, многу едноставно можете да ги додадете сите ваши Outlook сметки што ги користите. Без разлика дали е Google, Gmail, Yahoo или мейловите на Schools. Еве, например, ова е од моето училиште. Ова е приватен акаунт. Еве го Gmail акаунтот. Еве го Life акаунтот долу. Еве го акаунтот од Schools. Еве го другиот акаунт како национален обучувач, што го имаме на Schools, и еве трет приватен акаунт. Сите овие акаунти, забележувате, се во функција. Јас добивам мейлови од сите, сега за време на работата на системот ќе нема да добивам на два и овој училишниот што е подолго време исклучен. Како да ги додадете всушност овие? Не е целта на видеото, но само да напомнам. Појдете во делот File и во делот Account Information многу едноставно додавате сметка. Кликнете Add Account, но претходно се извинувам. Кога ќе појдете, кој исклучи прозорот, а може би не требаше. Во делот Account Information можете да изберете како вид на сметка и моменталните сметки што ги имате. Забележувате, сите се ови Office 365-ки, Office 365 сметки најразлични, освен Gmail и Live што не се Exchange. Избирате акаунт, Add Account и само ги потполнувате податоците што ви требаат за вашиот акаунт, корисничкото име и лозинката. Треба ги пребарува сите акаунти што ги имам во моментот. Еве, го пишувате мейлот, доколку сакате избирате мануелно одредени податоци, ако ви се, затоа што е наменет за бизнис светот, но на нашите Schools акаунти нема потреба. Значи го пишувате мейлот, еве, например, ќе напишам некој што всушност и не постои, само да видите како ќе изгледа.
Само што ќе го напишам мејлот и автоматски добивате во долниот дел Connect. Ако немате акаунт, може да си креирате акаунт на самиот овој начин. Сега ќе исклучам оваа опција. И сега ќе продолжиме да работиме, да видиме како што веќе постоечките да ги архивираме. Забележувате дека до копчето за Delete имате опција Archive, но ова не е всушност архивирање, туку ако погледнете нешто подобро, во секој од мејловите што го имате, имате опција за Archive. Тоа значи дека самиот Outlook ги архивира одредени мејлови според вашето подесување кој што го правите. Но ова не е делот што нам ни треба. Ние сакаме да ги зачуваме комплетно сите мејлови со сите атачменти при тоа. Како тоа ќе го направиме? Ќе појдеме во делот File и го избираме делот Open and Export. Од делот Open ќе избериме третата опција, избираме Import Export. Добивме прозорче во кое што е Import and Export Wizard. Од понудените опции ќе избериме втората, затоа што ние сакаме да направиме експорт во файл. Ќе избираме Next, имаме две опции. Ја избираме втората опција, Outlook Data File, односно тоа е .pst файл, во кој што во овој файл ќе бидат сите ваши податоци што ќе ги експортирате. Избирате Next. Сега во овој дел бирате кој од вашите сметки што ги имате сакате да ги архивирате. Јас ќе изберам некој кој што во случајот има многу малку. Така ќе изберам акаунт, некој кој што сакате и задолжително да ги изберите подфолдерите што се во него, доколку сакате комплетен акаунт да направите бекап. Откако ја избравте сметката и избравте да се вклучат сите подфолдери, кликнуваме Next. Сега ова е многу важен дел. Save Export File S. Внимавајте. Јас сега ќе отворам OneNote, Notepad уствари, се извинувам. И ќе ја ставам во овој дел и сега ќе го зголемам. Сакам да го зголемам за да го видите подобро, да ја видите локацијата. Многу е битно да ја запазите каде ќе се наоѓа овој файл. Исто така, бидејќи можеби правите претходни фајлови, не е лошо, а во овој бекап да си запишите и датум, односно, јас ќе напишам денешен датум, 29.6. Затоа што ако имате претходен датум, бекап направен, резервна копија, и ако не внимавате на името, тоа значи ново креирање ќе ви го препокрие стариот. Значи, ова е намерно го направи за да зачуваме локацијата каде се наоѓа овој файл. За таа цел јас и во овој дел, кај бекап, ќе направам денешен датум, значи 29.6. Исто така може да изберите Browse и да си изберите каде ќе ги чувате вашите фајлови. Еве истата локација, што ја прикажав во овој дел овдека. И веќе имам две архиви што се направени тука. Ако сакате може да се снимете на кој дел вие од вашиот компјутер посакувате и да си направите копија на истото. Имате три опции. Да ги replace duplicate with item exported, значи ако веќе имате да се заменат со веќе новите, да се дозволи дупли имиња да се креираат и да не се извезуваат дуплите имиња. Јас ќе изберам replace затоа што напомнав треба да внимавам и сега ќе кликнеме на finish. И сега самиот систем прави за резервна копија на местото каде што го направив. Сега да видиме како всушност, да провериме. Сега јас ќе појдам во Notepad, ќе го копирам линкот да видам каде се наоѓа, за да го отвориме истиот линк во Windows Explorer-от. И да видиме дали навистина еве го Windows Explorer-от и еве го фајлот што во моментално се креира. Значи во моментот Outlook креира файл со архивата што ја направив.
Еве сега, за да се креира, треба да направиме пасворд, лозинка, за да случајно, покасно кога ќе ги вратиме. Јас ќе направам лозинка. И оваа пасворд ќе го зачувам во моите пасворди и ќе кликнам ОК. Значи на овој начин направивме резервна копија. Сега, ајде да видиме како ќе направиме враќање назад на веќе направената резервна копија на редната учебна година. Одиме во файл, одиме Open and Export, сега имаме Import, и сега одиме во обратна насока, имаме Import from other program or file, значи ќе го избериме овој дел, одиме Next, обираме видот на файлот, односно PST файл, одиме Next. Сега внимателно го бираме фолдерот кај што се наоѓа файлот. Ајде да провериме дали се креира бекапот, еве го, 29.6 што го креирав, е 8 мегабајти. Значи сега ќе изберам Browse и ќе го изберам файлот што направив бекап, односно вие за вашиот Outlook файл. Кликнуваме. И сега имаме опција Replace или да се заменат веќе постоечките што ги имаме. Јас ќе кликнам Next. Еве ги сите фајлови што се наоѓаат и сите подфолдери. Можеме, според опциите во овој дел, да импортираме items во моменталниот фолдер или пак да same фолдер во било кој од овие акаунтите што ги имаме. Претходно во акаунтите, затоа што го враќаме назад на веќе постоечки. Ова се веќе постоечки други акаунти за разлика од тој претходниот. Ако избериме првата опција, забележувате дека ова веќе го немаме. Ќе се вратам во истиот фолдер. Или ајде вака, во друг мејл, еве во овој мејл ќе ги вратам. Училишниот и ќе кликнам на Finish. Постапката е толку многу едноставна. Сега ќе провериме дали во Updating, моментално, пишува дека е во ред, и сега ќе се вратам дали да видиме тие 10 мегабајти се вратени назад. Ова е првиот мејл. И ќе провериме дали имаме пратени одредени групи од претходниот акаунт. Чекаме да заврши целата постапка и сите податоци што беа треба да бидат вратени во акаунтот што беше избран. Значи, еве постапката како можете многу едноставно да ги архивирате вашите имейл пораки, односно вашиот Outlook, но со користење на Outlook во десктоп верзија, затоа што, како што видовме, со помош на Outlook во веб верзија, таа опција мораме да ја правиме мануелно еден по еден.